Прес на ВМРО, СДСМ не го почитува правото на слободен избор. Со ваква констатација излегува денес од локалниот партиски огранок. Дека правото на слободен избор не владее во секој сегмент од нашето општество, зборови со кои СДСМ ја убедуваше јавноста пред некој ден, се докажува со овој лист на хартија. На истиот јавно се гледа дека мајката на градоначалникот е втора на ред на списокот со делегати на собранието на Сојуз на пензионери на Република Македонија. Ако не е председателка на активот на пензионери од Штип, зошто само таа и председателот на Сдружение на пензионери од Штип ќе ги застапуваат интересите на штипските пензионери во Националниот сојуз до 2023 година? Ако слободниот избор, кој е карактеристика на демократските општества, беше присутен при селекција на делегати од Штип, дали мајката на градоначалникот на општина Штип би се нашла на овој список? Дали семејството Бочварски си ја распределува моќта во секој сегмент од нашето живење? На обвинувањата до ВМРО ДПМН следуваше писмена реакција од Сдруженијето на пензионери. Никој не врши влијание или притисоци врз Сдруженијето на пензионери. Членовите и членките согласно статутот ги избираат представниците на функциите кои воопшто не се платени. За информации на јавноста, досега нема точна информација за тоа кои ќе го представуваат Сдруженијето на пензионери од Штип во Сојузот на Сдруженијето на пензионери на Република Северна Македонија до 2023 година, бидејќи изборот на делегати во Сојузот ќе се случи во периодот што следува. Како здружение, кој ги представува интересите на штипските пензионери, ја замолуваме опозицијската партија да не шири лаги и дезинформации, со што наштетува на севкупниот процес во кој е запазена секоја правна процедура. Стои во реакцијата од штипските пензионери.